Костен Трубица, примат. Добри сте? Добар ден на сите. Добар ден на сите. Добар ден. Драги пријатели, добар ден на сите. Посебна ми е чест заедно со премиерот Оливер Спасовски и со Мухамед Зекири, пратеникот во актуелниот парламент, кој што се до мене, но и нашата пратеничка, раководството на СДСМ, координаторите, кои што ги имаме. Денеска сме во Опаје за да можеме навистина да поразговараме малку, но и да побараме ваша поддршка. Мене ме знаете, јас сум Зоран Заев од село Муртино, Струмичко. Така се представувам. Се гордеам со тоа што сум од населено место, човек кој што работел и земјоделие, едноставен човек сум, но исто така се гордеам со тоа што сите заедно го направивме од нашата заедничка земја, Република Северна Македонија сега, заради тоа што отворивме еден концепт каде што градиме едно општество за сите, за да бидеме сите еднакви со своите права и со своите обврски, еднакво да си ја сакаме татковината, но и татковината еднакво да не сака нас. Јас сум среќен заради тоа што сите овие исчекори кои што ги направивме се поздравени од целото наше население, од сите етнички заедници по територијата на целата наша земја. И ова кое што го градиме, мораме заедно да продолжиме да го градиме. Навистина во овој период, отварајќи го концептот едно општество за сите, успеавме да им покажеме на најтврдокорните националисти дека не бива да сме заедно. Сите имаме дома деца, сите имаме своји семејства, на сите ни е важна живеачката, сите сакаме децата, младите да ни останат овде во државата, сите сакаме побогато да живееме, да имаме подобро образование, да имаме подобро здравство, да имаме подобра инфраструктура и токму затоа и се здруживме. Вака здружени му покажавме и на целиот свет дека сме на добар пат и дека сме пример на земја која што гради пријателство. Пријателство и меѓусебно почитување пред се дома, а после тоа и со соседите. Го решивме најгорливото прашање, а тоа беа проблемот со Грција, преку Преспанскиот договор, а го решивме и проблемот со Бугарија, за да ги постигнеме нашите стратешки цели. А тоа е членство во НАТО и конечно да добиеме почеток на преговори со Европската Унија. Денеска нашата земја е 30-та членка на НАТО. Шпанскиот парламент веќе го ратификуваше протоколот, на 17 март очекуваме Сенатот да го ратификува и кралот на Шпанија не подоцна 20 март да го потпише указот. Што значи до крајот на месецот и ние ќе го депонираме нашиот протокол кој што нашиот парламент го ратификуваше и ние сме веќе членка на НАТО. Што значи тоа? Тоа значи, драги мои сограѓани, никогаш повеќе војна, никогаш повеќе жртви, никогаш повеќе нестабилност, немир. Знаат мајките и татковците што ги пуштаа своите деца и на конфликтите, и кога се растураше бивша Југославија и се 21 веќе. Ни треба мир, ни треба стабилност, но и ни треба економски просперитет. НАТО ни гарантира мир, стабилност, траен, вечен мир. Никогаш повеќе војна, но истовремено ни гарантира инвестиции, ни гарантира поголем економски стандард, ни гарантира правна држава и правда за сите, еднаквост за сите. Тоа се демократските вредности на кои што е конституирано НАТО, каде што и ние сме членка. И можевте да видите во Лондон, седев на иста маса, заедно со Трамп, заедно со Борис Џонсон, премиерот на Британија, со канцеларката Меркел, со претседателот на Франција Макрон и со сите други лидери. Ние сме мала земја, а веќе сме еднакви со сите големи светски сили. Тоа значи ако некој ни ја нападне земјата, ќе си има работа со целиот свет, затоа што членот 5 од НАТО протоколот, од договорот за НАТО вели, ако една земја е нападната, значи дека сите земји се нападнати. Солидарноста да се браниме едни со други, ја испраќа пораката да не му падне на памет на никој да отвара нови жаришта, нови конфликти, нови војни или слично. Ние сме мала земја и навистина сме поврзани сите. Сите ни се и татковци и дедовци родени овде. Децата ни се родени овде. Гледаме има повозрасни луѓе, внуците ни се родени овде. Сите сакаме поубаво да живееме.
И затоа целата оваа борба беше да покажеме храброст, да покажеме решителност и да ги решиме сите горливи проблеми, што од после бивша Југославија, кога станавме самостојна земја, ги има ова наша земја. Застанавме заедно рамо до рамо, како што сме и сега. Еве, двајца македонци, еден албанец. Сите заедно прво и во парламентот. Без разлика дали ќе се губат живот или не, се штитевме едни со други. И тоа е испрата и пораката на единството. Да, имаме по некоја луз на сите, на главите, ама денеска тие лузни на главите ни се наша гордост. Затоа што не се исплашивме на насилството и не им дозволивме на националистите, на радикалите, на тие кои што само власт ги интересира и пусти пари, повторно да не загрозат единството во државата. Еве сме денеска, сме единствени сите. И тоа е голема вредност. Јас сум горд што можам од Струмица да дојдам овде во Опае и да зборувам со моите сограѓани. Заедно за заедничката наша иднина. И затоа ве повикувам навистина храбро да продолжиме да се бориме заедно сите. Денеска сме дојдени овде да поразговараме со вас и после ќе можеме да поразговараме и за другите прашања. Но заради тоа што успеавме дома да се обединиме, заради тоа што земјата ја ставивме да биде членка во НАТО, заради тоа што ги исполнивме сите услови за Европската унија и чекаме конечно да почнеме преговори со Европската унија и да ги отвориме милиардите во еврофондови за нашиот земјоделец, за работни места, за повисоки плати. Заради сето тоа дојдов денеска да побарам поддршка од вас, граѓаните. Сакам да продолжиме заедно. Ние склучивме веќе и коалиција со БЕСА. Прв пат поставуваме коалиции помеѓу различните етникуми представени преку партија. Никој пат немало пред изборите вакви коалиции. Сите знаете дека после изборите се прават коалиции и политичарите заборават тоа што го ветиле пред изборите. Ние одлучивме прв пат да направиме коалиција и да ја представиме и програмата и нашите ветувања уште пред да гласат граѓаните. Да знаат за што гласат, за кои луѓе гласат, кои ќе бидат идната влада и да бидат на чисто. Тоа што ќе го ветиме, за да можеме да го оствариме. И тоа подеднакво да го оствариме во сите села и градови во нашата земја. И само заради сето тоа што успеавме да го направиме, покажавме и храброст, но и памет. Покажавме мудрост, покажавме кроткост, пријателство, доброчудност, добар збор, подадовме рака, навистина се сплотивме и се здруживме. Сите знаат дека тоа е еднината на нашата земја. Република Северна Македонија не е мултиетничка земја од вчера или од завчера, ни па пред 5 или 10 години. Мултиетничка земја сме со векови наназад. Од секогаш сме живееле заедно. Кога требало да се бориме против фашизмот, заедно сме се бореле. Кога било против отоманците кои што окупирале, заедно сме се бореле. Секој пат ни гинале заедно дедовци на бојните полишта за слободата, за демократијата. И денеска само заедно можеме да продолжиме. Сите знаете, ни кажуваат старите луѓе. Вика, едно по едно стапче секој може да го скрши. Ама 10 стапчиња здружени заедно, никој не може да ги скрши. Колку и да ги удара со ногата. Затоа единството ја носи силата. Единството го носи успехот. И јас сум среќен што живеам во време кога политичарите се одваживме. Ова голема партија Социјалдемократскиот сојуз навистина сака да ве повика сите да се придружите на ваквиот концепт за едно општество за сите, каде што сме сите еднакви, за да може да водиме грижа еднакво за сите. Ке доаѓаат политички партии кои што ќе се обидат повторно на национализмот. Јас како политичар и нашето раководство од СДСМ решивме, ако треба некогаш и гласови да губиме, ако се националистички ориентирани, радикални, имат омраза помеѓу себе, не ни треба такви гласови. На нас ни треба единството, ни треба сплотеност. И затоа тргнавме на секаде да разговараме со граѓаните. Дојдовме денеска да побараме поддршка, да продолжиме. Гласајќи за Социјалдемократскиот сојуз, ќе успееме да се обидеме, да го поразиме уште еднаш режимот на ВМРО-ДПМН. Тоа е многу важно. Да не го вратиме повторно режимот. Не ни требаат повторни кавки. Не ни требаат повторни непријателства и дома, ама и со Бугарија, со Грција и со другите соседи. Ние сме денеска пријател со сите. Со Албанија и со Косово имаме одлична соработка. Со Србија градиме добро партнерство.
со Бугарија и Грција се земји членки на Европската унија не поддржуваат. Целосно се борат за нив. Сите наши 5 соседи се огромни пријатели со нас. Се зборува убаво за нашите лидери. Дали да одите во Тирана, во Приштина, во Белград, во Софија, во Атина или во Солун, убаво се зборува за нашата земја. Сакат да соработуваат луѓето со нас. Некаде сме и роднински поврзани со луѓето. Мал е Балканот. Затоа мораме да ја градиме ваквата соработка. Со едни вакви чекори, јас сум убеден дека економските резултати ќе бидат многу поголеми. Досега што направивме? Пензиите ги зголемивме за 1750 денари. Само од јануари 720 денари е зголемена пензијата. Платите пораснаа за 4000 денари. Минималната плата од 9000 на 14500 денари. Не решававме само меѓународните проблеми на државата. Ги решивме и домашните економски проблеми. Државата ни беше во сериозна рецесија. Имаше пат од 1,8% минус. Сега стигнавме до 3,6% раст на бруто домашниот продукт. Отворивме 60.000 работни места. Платите на секаде се качуваат. И во приватните фирми. Ако одлучат да ги качат платите, ние ги плаќаме придонесите за разликите на покачените плати. Зошто? Заради тоа што веруваме ако нашиот народ има повеќе пари, ќе го биде и државата, ќе ни го биде и општеството. Сите сме убедени во тоа. Знаете дека укинавме радиодифузната такса. Ја вративме ефтината тарифа на струјата. Преку мој ДДВ и скенирањето на сметките, пуштаме директно пари на граѓаните. Социјалната помош за најсиромашните. Ја зголемивме за 300%. Ја воведовме државната социјална пензија. Оние кои што немаат никакви приходи дома, а наполниле 65 години, да имаат што да живеат, повозрастните луѓе. И бројката се повеќе и повеќе расте како аплицираат луѓето. Детски додаток веќе примат 35.000 деца. До крајот на следниот мандат целта ни е 65.000 деца да примат, а порано прима 3.100 деца само од целата земја. Овој детски додаток им помага на родителите да може децата да одат на школа, да имат достоинствен детски живот. Посебно образовниот додаток кој што го даваме на децата, и тоа е веќе преку 15.000 деца, треба да стигне преку 50.000 деца да го земат тој додаток. Така да имало пари во нашата држава, ама ги пуштивме парите да стигат колку што може повеќе до народот. Не градиме споменици и музеи и жални врби и не знам какви фасади. Инвестираме во земјоделието, субвенциите растат, на време стигат, повраток на ДДВ на компаниите враќаме на време. Станавме нормална земја. Се бориме за екологија, се бориме за водоводи и канализации, да има насекаде. Веќе во програмите влегува нови 85 милиони евра, 50 од новиот кредит и 35 милиони евра од ТАФ само за водоводи и канализации. 70 милиони евра за локални патишта. Рамноправно по целата територија на државата. Затоа, со сите овие аргументи, денеска доаѓаме овде пред вас. Не е лесно да се исправи државата повторно на нозе да застане. Навистина беше клекната на колена. Ја дигнавме и целиот свет ни се поклони. Јас сум исто човек од село. Ме знаете, јас се гордеам со моето село, кај што сум роден, кај што работев земјоделие и се. И доживеав, заради успесите, да имаме огромни пречеци со црвени теписи и килими од Меркел, од Борис Џонсон, од подпредседателот на Америка, Пенс, дојде министерот за одбрана на Америка овде да не посети, дојде премиерката на Велика Британија во посета на државата. На секаде каде додиме во светот, имаме мала земја, ни се отворија широки врати на секаде. Имаме големи пријатели, но голем дел од работите зависат од нас дома. Затоа рековме, ќе одиме по секое населено место. Секаде да се видиме со луѓето, да побараме поддршка. Затоа што веруваме дека единството е едината. Само единствени и сплотени можеме побрзо да успееме, да имаме побогати семејства и да го спречиме иселувањето на младите луѓе, за да може да не останат овде. Татковци и дедовци со децата и со внуците да се живеат дома. Така сме научени сите. Јас сум убеден дека заедно ќе успееме. Еве пред изборите, имаме уште 20 дена пред кампањата, убаво е тоа што народот дава голема поддршка. Водиме на сите анкети, јасна е победата, но победата ќе биде убава ако сме единствени. Сите заедно ако гласаме. На секаде ако ја има. Само во такви околности ќе имат и политичарите на чело со мене, па после и другите, да можеме
уште повеќе да бидеме посветени со посериозни економски резултати и со поголеми успеси со кои што сите ќе се гордееме. Ви благодарам многу што одвоивте од вашето време, дојдовте денеска да не слушнете и еве јас, премиерот Спасовски, пратеникот Закири и другите наши од раководството сме овде од Куманово дојдени да слушнеме и да дел за вашите коментари, може би прашања, одредени сугестии ако имате и да повикам уште еднаш. Да ни живее единството, да ни оде напред државата, да ни видат пострекни децата, да ни останат младите тука и заедно да чекориме напред кон нови победи на целиот наш народ. Благодарам многу.